Самата кампања кажува возете безбедно, да пристигнете сигурно, што укажува на апел до сите возачи првим да ја почитуваат законската врска за носење на зимска опрема, што подразбира или зимски пневматици, кои имаат шара 4 мм или доколку немаат зимски пневматици, да носат синџери кои се ставаат ланци или синџери кои се ставаат на погонските тркала, на летните гуми, но кои исто така мора да имат најмалку 4 мм шара. Секогаш потенцираме дека комбинацијата на два зимски и два летни пневматици не е дозволена, бидејќи така се зголемува ризикот од проклизување и оттаму опцијата или зимски пневматици или летни пневматици со синџери. Секогаш потенцираме и сакаме да подсетиме дека законската обврска за зимска опрема важи и за населени места и вон населени места, значи не само за вон населени места, значи надвор од градовите, туку и во градовите, и се разбира апел до возачите да ги почитуваат прописите, правилата, пропишаната сообраќајна сигнализација. Кога тргаат на пат да ги гледаат условите на патот, бидејќи се зимски услови, ниски се температурите, има појава на голомразица поради ниските температури, некаде има и снег, се разбира, ако не сега ќе има за некое време, и исто така магла. И затоа и апелираме до сите оние кои патуваат, дали сега ќе доаѓаат полека новогодишните празници, божикни празници, доколку патуваат, првим да ги гледаат временските услови и условите на патот и да не тргаат на пат, доколку се разбира, нема такви временски услови. Исто така, покрај апелот за зимска опрема, секогаш подсетуваме и за, нели, спомнавме слави, доаѓаат нови години, доаѓа Божик, за конзумирање на алкохолот, бидејќи на тие празници знаеме дека нашата традиција дозволува луѓето малку да се опуштат, апелираме доколку возите немојте да пиете, доколку пиете немојте да возите. Значи тоа се тие некои апели универзални кои целата година ги упатуваме, особено во зимските услови, кога временските услови се дополнително посложени и зголемуваат ризик од некакви сообраќајни несреќи, а исто така и овие празници кои за жал нели во нашиот народ се познати за опуштање, за поголема конзумација на алкохол, и затоа повторно подсетуваме: немојте да пиете ако возите или немојте да возите ако пиете. Трите најживото загрозувачки прекршоци се непочитување на правила и прописи, пропишана сообраќајна сигнализација, недозволена брзина и конзумација на алкохол. Токму овие три работи се фокусираме низ целата година, независно дали е зимо или лето, дали е пролет или есен. Сите овие евентуални непочитување на овие три главни суштински правила се враќаат, се живото загрозувачки за оние кои се неодговорни, за оние кои во моментот се нашле во околината и во сообраќајот на оние кои се неодговорни. Затоа подсетуваме и апелираме луѓето да бидат повнимателни и да ја прилагодуваат и брзината, бидејќи брзината е една од главните причини за жртви во сообраќајот. И јас секогаш сакам да подсетам дека мора да се гледаат малку и условите на патот. Може некаде да ви пишува дека смеете да возите со одредена брзина, но доколку нема услови на патот или атмосферските влијанија се поинакви, значи на автопат ви пишува 120 дека можете да возите, а има магла, не можете да возите 120. Ако гледате дека има голомразица, се разбира дека нема да возите брзо. Затоа апелираме луѓето да бидат одморени кога возат, концентрирани, да гледаат и да бидат видени, а не да бидат дефокусирани со некои работи кои во моментот не се толку потребни како што е мобилен телефон или некое друго однесување додека сте за дворот. Уште еднаш апел за сите оние кои управуваат со моторно возило и оние кои ќе патуваат за предстојните празници кои доаѓаат, да бидат одговорни, да внимаваат, да ги гледаат условите на патот, да се информираат пред да тргаат на пат какви се временските услови, да не конзумираат алкохол и да возат со пропишани
пропишана брзина, односно ги следат правилата, прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација. Сакам да кажам дека системот е само на продолжување и утврдување на оние законски прописи кои и до сега требаше луѓето да се придружуваат и кон кои одреден број на возачи се придружуваат, одреден не. Она што може еден неодговорен не може да постигнат 10 одговорни. Конкретно за градски средини каде што дозволената брзина е 50 км на час и се што е над 50 км на час е регистрирано и подлегна под законски санкции. Ја тука не гледам ништо ново, бидејќи ние со години сите овие кампањи, откако правиме кампањи, апелираме до граѓаните во градовите дека не смеат да возат над 50 км на час. Значи 50 км на час е законски пропишана брзина. Ако некој има дилема зошто и како, ќе потсетам дека во поголем број на европски градови секаде ограничено на 50 км на час, а се размислува да биде и на 30. Исто така сакам да потсетам, вие као новинар знаете, во јавноста одекна пред неколку месеци веста дека во Хелсинки немало ни една сообраќајна несреќа во една година, но никој не спомна дека таму во Хелсинки дозволена брзина на движење во градот е 30 км на час. Значи, доколку сме одговорни, нас не ни треба да не регистрира Скопје Safe City, доколку возите со пропишана брзина, законски пропишана брзина во градовите и нема да добиете порака од Скопје Safe City. Сакам да кажам дека ние, барем Републички сојуз за безбедност со сообраќај на патиштата, се занимаваме со отклонување на причините, а не со регистрирање на последиците. Така да возете до 45-50 км на час низ градот и нема да добиете порака. Од друга страна, во градските средини има знаци, има законски пропишана брзина, доколку се придржувате на тие знаци, а има зошто е брзината така направена, можеме и за тоа да зборуваме, тогаш нема да имате воопшто никакви промени во животот и нема ни да регистрирате дека има некој таков систем кој е поставен. Затоа апелирам до сите граѓани, придржувајте се кон пропишаните законски одредби, значи во град 50 км на час, надвор како што е на автопат, како што се пропишани знаците.